Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва е 27-то издание на најстариот македонски фестивал Фолкфест Валандово. Ке настапат звучни авторски и пејачки имиња не само од земјава и од странство, кои што му даваат на фестивалот еден интернационален карактер. Токму затоа и ние сме тука да видиме што се случува позади сцената и каква е атмосферата на самиот фестивал. Останете со нас. Бугарската пејачка Вања Кудева. Може ли да ни кажеш кои се твоите импресии од фестивалот и од Македонија? Македонија многу ми харесва на мене. Идвам за втори пат тука. Првиот пат беше ходих в Скопје да записвам песента ми, т.е. за трети пат, защото първият път я записвах песента ми за Пирин Фолк. Композиторът е Бобан Мойсовски. Тази песен, която сега изпълних, също е негова. Много ми харесва в Македония. Впечатленията са ми много добри от храна и от самата организация на самия фестивал. Това беше за мен една мечта, която исках да постигна, като дойда тук на този фестивал. И се радвам, че я постигнах. За мен не е важна само наградата, важно е самото участие в този фестивал. И съм много щастлива, че дойдох до тук. Ја слушнавме твојата композиција, но ке ни објасниш кој е Вања Кудева и што прави во незиниот живот. Завършила съм музикално образование. В момента студирам в Благоевград, също с музика. Пея по ресторанти, по сватби, записвам песни, хода по фестивали и общо взето с музика. Целият ми живот е една музика за мен. Хвала много. Мерси. Морам да признам дека секогаш комплетно изгледаш и со песна и со изглед. Со кого се работуваше овој пат? Вака, поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце. Морам да кажам дека се наоѓаме во фоеето на фестивалот Фолкфест Валандово 2011. Инаку овој пат текстот е на Борче Нечевски, музиката е на Николче и аранжманот Мицевски. Еве што туку завршивме со нашиот настап, уште сме така малку под импресии. Песната навистина беше одлично прифатена, се вика Клуч од злато. Така е малку по-динамична, по-весела. За таа цел ми требаше и танчер, за кој што сето тоа онака ќе изгледа како што треба да изгледа. Ја донесовме убаво, тука покрај мене еве и Аце од Ребис. Аце, те прашам, како си задоволен од настапот вечерва? Од настапот вечерва сум многу задоволен. Публиката беше изненадена, не очекуваше дека ќе биде ориентално машко да игра. Со големо задоволство на Ирена прв пат учествувам на Фолкфест Валандово. Како искуство е тоа, бидејќи секогаш настапуваш на поп, R&B, хип-хоп, а сега за прв пат на фолк? Поубаво искуство ми е ова, морам да кажам. Многу го сакам ориенталниот танц, повеќе ме влече отколку хип-хоп и R&B, така да уживам кога го играм, немам проблем околу тоа. Убаво изгледа, здраво се храни, студира еколошки менеджмент. Може ли да те видиме во иднина во некоја екопатрола? Па зашто да не? Да, јас сум на факултетот МИТ за менеджмент за еколошки ресурси, каде што малку ќе привршам и зашто да не? Не мора да биде само ова крајна професија. Имам цел во животот и дај Боже. Кои се вашите очекувања од фестивалов? Па искрено да бидам, мислам секогаш кога идам на фестивал, не одам со некои преголеми очекувања. Доволно ми е навистина публиката да биде, да речем, онака задоволна, како што се случи овој пат. Нели со Ацева ми е навистина едно изненадување убаво. И обично сите земаат женски танчерки и тогаш машките погледи се сладат, а овој пат решивме нешто да направиме за жените, па гледам дека во публиката доста овации имаше и од жените. Sir.
е Нино Величковски, еден од македонците кои што се бори да ја зачува македонската песна и македонскиот фолклор. Како успевате фолклорот да го зачувате од надворешните влијанија? Па да ви кажам, за мене предизвик е уште далечната 87 година, значи 25 години сум на Валандово со 25 песни, 23 мои солистички, 2 со октетот Куманово. Далечната 89 година ја земав наградата за најпатриотска песна со песната Илинденска беседа. Со таа песна го поминав светот и уште поголем предизвик е да се пее и да се сака музиката. Јас, значи, живеам за музиката. Голем предизвик бидејќи во Македонија да копнете секаде има музика и нема потреба да се, значи, се инспирирам од нашето богато фолклорно извориште и тука сакам да се напијам бистра вода. И тоа да го преточам во убава музика и благодарејќи на моите автори, еве денеска правевме и промоција на моето, односно заедничко седење на господинот Миле Барбаровски како автор на музика, Огнен Неделковски како автор на стихови и јас имаме 12 песни направени во овие 10 години, од кои 2 победнички на Валандово стручното жири, заедно со кумановските тамбураши. Лани бевме заедно до Канада. Многу убав прием имаме од нашите сонародници и од моите кумановци поточно. И пак ќе кажам, значи, предизвик е да се негува и јас во тој стил се уште пеам и ќе пеам во тој стил, ќе негувам оваата македонска песна. Вие со вашите тамбураши често правите турнеи. Која е ваша омилена дестинација? Па е веќе Канада 3 пати, Америка, Австралија на 2 пати, не ми успева многу субјективно објективни причини, но никогаш не е доцна и се надам дека и таму што поскоро и со тамбурашите и сам ќе заминам. Требаше со Анета Наковска да дојдеме, но мислам дека има шанси. Секаде кај што се љуби и се пее македонската песна, јас сум спремен да гостувам, да отидам да им пеам на нашите сонародници и на сите што ја љубат убавата македонска песна. И благодарам многу. Благодарам и на поканата. Сега се наоѓаме во публиката на Фолкфест Валандово и една убава млада дама ќе ја прашаме како се допаѓа Фолкфест Валандово и дали има фаворит оваа година. Во Валандово како градот на калинката, мојот роден град, ми се допаѓа. Секоја година доаѓам на фестивалот. Го сакам, имам повеќе фаворити, еден од фаворитите ми е Гоце Арнаудов. Бидејќи секоја година има добри песни и од многу одамна ми се допаѓа. Борчен Умовски од Битола после долго време повторно се враќа на македонската естрада. 14 години не беше на Валандовскиот фестивал, беше во Австралија и ќе ни кажеш малце повеќе во врска со ова. Добро вечер. Пред се да ги поздравам сите гледачи на вашата прекрасна телевизија. За оние кои знаат и кои не знаат, јас стварно бев одсутен, живеев во Австралија. Пред да заминам, тоа беше 2001 година негде, али пред да заминам јас настапував доста на фестивалите. Зад мене се Цветници, Валандово, Охридски трубадури, Тримери и така натаму. Али 7 години ме снема, така да кажам, и сега како да почнувам одново. Повторно се враќам на фестивалските води, на пеењето, на надпреварот. Надпреварот е тука во Македонија. Се пее и таму во диаспората, али надпреварот е сепак тука во Македонија. Дали се враќаш во Австралија или остануваш тука? Не, веќе тука сум 2 години, сум во Битола живеам. За сега сум тука, мислам така е планот, па понатаму ќе видиме, јас сме здрави и живи. Лани доби прво место на Прилепскиот фестивал, што очекуваш оваа година? Па лани победив на Прилепскиот фестивал, имав прво место од публика. За оваа година овој ми е за сега прв фестивал, па потоа е Прилепскиот на 1 јули, потоа има Битола фестивал, па ќе видиме, доставиме на жирите и на публиката. Јас секогаш сум оптимист и се надевам на се најдобро. Дали си задоволен од твојот настап? Да, секако сум задоволен. Прекрасна серенада од мојот другар кој живее во Брисбен, во Австралија, Боби Поповски, да го поздравам. Марија се вика песната, па оставиме на публиката и на жирито да видиме како ќе поминеме. И нашата телевизија иде и во диаспората, што ќе им порачаш на нашите таму? Се најубаво,
да се сакаат, многу љубов, здравје, среќа и почесто да ни ја посетуваат нашата прекрасна Македонија. Благодарам многу. Исто јас. Дали е така пишано? Многу интересна личност, човек колку повеќе ја запознава, толку понови работи открива. Нејзина пасија се јазиците и можеш ли да ни кажеш кој е твојот омилен странски јазик? Па можам да кажам шпанскиот, поради сериите. Шала на страна, многу лесен јазик, го научив до совршенство. Инаку од дете зборувам англиски од 8 години. Исто така доста добро го зборувам и грчкиот јазик и пишувам и читам. Сега се служам помалку, разбирам и шпански, и италијански и француски. Така некако ми идат на вистина јазиците од секогаш, од дете сум да речем полиглота. Случајно да не научи турски јазик од турскиве серии? Леле, да, доста научив, разбирам, фаќам доста и од турскиот и многу зборови знам. Да, само не го рачунам тоа за знаење, некој бидејќи е сепак површно, нели? Да. Човек кога го бива за се, а нета може комплетно да издаде еден готвач со специјална храна. Дали ќе ни откриеш некој од твоите рецепти? Да кажам нешто што ми е лесно и едно од омилените јадења во секојдневие. Баш ти го кажам, да. Пилешкото на кинески начин или на тајвански. Имам две варијанти, што ми се хит сега така јадења. И исто така лесно и убаво, а богат оброк со протеини. Супа, крем супа од печурки, меѓутоа свежи шампењони. Ги мелам и правам прекрасна крем супа, да речеме како пред јадење, за луѓе што избегнуваат протеини од животинско потекло. Бидејќи не ме бива во кујната, ќе дојдам некој пат да ме научиш нешто да сготвам. Со задоволство. Многу мерак ќе ми биде, да ти кажам. Ваква лепотица, уште во кујна добро да ја истренираме, ќе биде тепање кој да ја граба за жена. Знаеш како викаат Мила? Најбрзиот пат до машкото срце преку неговиот стомак, да те поучи вака постара. Даничка. Секогаш кога те мислам, чекорам силна, чекорам сигурна. До мене е девојката со ангелски глас и со ангелски лик. Морам да те прашам нешто од лично искуство, кога имаш некој познат од родителите, мораш дупло да се бориш за да излезеш од неговата сенка. Ти го надмина тоа и успеа во тоа, кажи ми дали на почетокот ти беше тешко? Па не ми било воопшто тешко, затоа што имам од кого да научам и да учам, значи од првото Македонија. Тоа е Наум Петровски. Со твојата сестра имавте порано дует, она го одбра белиот мантел, сега е физиотерапевт. Дали некогаш наоѓате време дома да се попевнете приватно? Па и Сања многу пее, таа струка не е одбрала, значи да пее белиот мантел, како што кажа, го одбрала физиотерапевте, али во домашна атмосфера, значи секогаш се забавуваме и пееме. Благодарам многу. Благодараме на вас. Она се Ели од Десмас Бенд. Минатата година настапи на Евросонг, а веројатно прв пат на Фолк Фест Валандово. Па морам да кажам дека сум многу задоволна и чест ми е да настапам на еден ваков фестивал како што е Валандово Фест. Многу сум среќна и секако многу расположена. Во тек е вашето ново CD, го припремате, може да ни откриеш нешто повеќе за тоа? Да, секако, значи во тек ни е нашето CD, треба да искочи за месец дена би требало, ако се оди како треба. И очекуваме голема поддршка од германската продукција која што треба да работи за нас. Чекај животе, ти не брзај се, ми се живе. Слушај животе, срце е смир.